Благодарам, господине Гаши, на прашањата. Првото прашање е кога мислите да поведете иницијатива за меѓународна истрага за случаевите кои што се актуелни во јавноста. Ние напишавме и во програмата на владата за меѓународната истрага за случаеви кои што навистина има отворена дебата во Република Македонија, се гради недоверба од страна на граѓаните кон институциите, пред се кон институциите од правосудството. Тоа се Смилковско езеро, тоа е Никола Младенов, тоа е Кумановското диво населје кое што се случуваше, Сопот, не знам, имаше и неколку други случаеви. Суштината е во начинот како да се обезбеди меѓународната истрага на сите овие случаеви, за да конечно граѓаните ја знаат целата вистина. Едното е преку пресудата, другото е преку афирмација на доказите, а зошто бараме меѓународно? За да има меѓународен представник кој што ќе гарантира дека фактите кои што ќе се презентираат во јавноста се токму такви. И затоа отворивме разговори со меѓународните институции и земјите пријатели на Македонија, пред се мислам и на Европската унија, за да изнајдеме начин како ќе обезбедиме таа меѓународна истрага или меѓународна гаранција за сите овие случаи. Ако во процесот, како што е судската постапка за диво населје, во моментот направиме паралелна меѓународна истрага, тоа ќе го дерогира независното судство, односно правосудство, согласно устав кој што треба да одлучува, за да може постапката да си продолжи по патот како што е одлука на основен суд, апелација и врховен суд. Ако дадеме меѓународен коментар во моментот на оваа одлука, апсолутно тоа може да значи пореметување на независноста при носењето на судската одлука и жалбената постапка во неа. Додека трае процесот на жалбена постапка, со меѓународната заедница ќе го најдеме начинот како меѓународни експерти да бидат овде присутни и да ги дадат своите коментари на основа на доказите кои што постојат, посебно по прашањата за кои што граѓаните барат одговори. Јас верувам, еве го коментарот на пресудите кои што падна во Основниот суд Скопје 1 од страна на граѓаните. Јас не си дозволувам да ги коментирам одлуките дали се исправни или не, тоа се судски одлуки, тие се спроведуваат. Но граѓаните не коментираат за висината на казните, туку коментираат заради тоа што барат одговори. Зошто влегле тие луѓе во Куманово? Кој им овозможил доволно простор? Што им кажал или дали некој може би ги излажал за да действуваат во време многу чувствително или не? Одговорите на овие прашања мора да ги добијат. Или, дали или не е убиен Никола Младенов? Барат граѓаните одговори. Република Македонија не може да каже дека е нормална земја како сите земји, ако продолжи во мистерија да живее преку вакви случаеви. Одговорите мора да бидат дадени на сите прашања за кои што граѓаните барат одговори. Барат меѓународна истрага заради тоа што ни е преисполитизирано општеството и нема доволно доверба во домашните институции. Јас се надевам дека многу брзо време ќе дојде да имат граѓаните доверба во домашните институции. Но додека не се врати таа комплетна доверба во домашните институции, дотогаш и ние ќе пишуваме во владата дека за одредени случаеви ќе спроведеме меѓународна истрага. Таа меѓународна истрага, јас се надевам дека ќе ги даде одговорите на граѓаните кои што се жедни за одговори, за важни прашања, од кои што на некој, верувајте, им зависи одлуката дали остануваат дома во Македонија или заминуваат надвор од државата. Граѓаните ги заслужуваат тие одговори и ние како влада ќе направиме се за сите прашања кои што се отворена дебата во Македонија. Конечно граѓаните да знаат што се случило, кои биле причините за тоа што се случило, зошто се случило и што било посреди на ваквите случувања. Ако тоа Република Македонија го направи, тогаш ќе се ја заврши работата пред своите граѓани и ќе го исполни очекувањето за тоа за што постојат државните институции. Јас сум убеден дека Македонија се движи кон едно такво време и дека граѓаните ќе ги добијат во периодот што е пред нас одговорите на сите овие прашања. Кога зборувам за граѓаните, зборувам за сите граѓани. Без разлика дали се тоа граѓани македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњаци и другите кои што постојат во Република Македонија.